Сајмите традиционално се одвиваат за заден викенд во септември, оваа година 29 и 30 септември и 1 октомври, 3 дена, значи петок, сабота и недела. Програмата програмата имаме за 5 дена, меѓутоа оваа година за сега планираме 3 дена да го држи. Минатава година имаме повеќе од 200 излагачи, околу 220 учесници, бидејќи сите не се излагачи учествуваат и одредени организации, комори, општини, невладини организации во самата програма. Имаме 4 основни компоненти на самиот сајм. Првиот е изложбено-продажен дел, кај што компаниите, учесници или излагачи ги изложуваат и продаваат своите производи. Вториот дел е промотивен дел, во кој учествуваат организации од типот на општини, организации, комори, агенции, кои ги представуваат своите програми и можности за развој во делот на земјоделие и руралниот развој и туризмот. Третата компонента е едукативна. Тука ова година имаме договорност со двата наша факултети, Штипскиот и Скопскиот факултет. Факултетот од Биелина, Новосадски и Белградски факултет. Имаме форум, работилници, предавања, обуки на разни теми во делот на земјоделие. Четвртата компонента ни е исто во делот на едукацијата. Оваа година со Сдружение на средни стручни земјоделски училишта планираме да направиме меѓународен надпревар, поточно од земјите иницијатори на идејата Отворен Балкан, да направиме надпревар помеѓу средните стручни земјоделски училишта на самиот настан. Ова година е новина, ќе имаме промоција на украсна живина, домашни љубимци и љубители на одгледувачи на риби. До сега имаме пријавно повеќе од 200 аквариуми, имаме околу 100 видови на ситна живина. Ние 2018 година, кога решиме да правиме сајм, малку беме обесхрабрени од различни организации во Македонија, бидејќи многу време во Македонија не се одржува никакви сајми. Меѓутоа, уште првата година одзивот беше огромен, интересот беше голем и ние концентрацијата ја дадоваме на органска трпеза како нешто на кое повеќе мораме да се посветиме за здрав живот и нормално функционирање. Меѓутоа, интересот од организации кои во моментот не се органски сертифицирани, а имаат интерес да го развиваат тој сектор, се пријави особено од организации кои тргуваат со опрема, машини, апарати и друга опрема, така да инициираме да Агромак го започнеме. Минатава година имаше повеќе од 200 учесници. До сега имаме пријавено најмногу покрај Македонија од Република Србија, Црна Гора, Република Српска, имаме неколку компании од Бугарија, од Грција имаме 2 во моментот, имаме од Албанија, маѓарски компании стандардно ни доаѓаат секоја година, така да имаме од повеќе држави. Па самиот број на одзив минатава година мислам дека присуствувавте, имаше повеќе од 200 активни учесници, показател дека вакво нешто му треба на Македонија и на земјоделието. Ние се трудиме да секоја година внесеме одредена новина за да може да биде интересот поголем и да може сите организации се најдат во својот сектор. Идејата кога започнаме да организираме вакви сајми ни беше да ги правиме на повеќе локации во Македонија. Меѓутоа, просторите кои ги имаме воопшто во Македонија не дозволуваат, немат услови за такво нешто, бидејќи не е само квадратурата на просторот, многу додатни елементи се многу битни за да има голем успех самиот сајм. Јас ќе ви наведам она што ние тука го овозможуваме покрај просторот 5 фудбалски игралишта споени кои го имаме тука, асфалтиран, уреден со целата инфраструктура. Ние за нашите учесници секоја година обезбедуваме повеќе од 200 парки места бесплатно во рок од 3 дена додека се учесници на сајмот. За организаторите во делот и на културно-уметничкиот дел и на било кој елемент во надпреварите и во било кое, ние имаме тука обезбедено повеќе простори, како за одложување на опремата и на изложбените експонати што ги носат, така и за полесно одвивање на настанот. Имаме тука 2 пресобликувални со по 30 кабини. Имаме обезбедена тераса од 500 квадрати, кај што услови сите потребни. Ние 10 на дена имаме одредени работилници, предавања, советувања.
За време на 3 дена од саемот бесплатни влезници и на отворениот и на затворениот градски базен, и на тениските игралишта, и на стадионите за сите гости, учесници и посетители. Техничка поддршка и обезбедени посебни рампи за машините, за опремата која стига. Така да подобар простор не успеаме. Неколку години одредени вработени во одредени министерства не насочува да го направиме во Скопје. Ние сакаме, меѓутоа услови во Скопје нема. Нити површно, нити другите технички услови кај што може да се одвие тако настан.